Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Еве дел од темите. Вечерва на 15 минути пред полноќ на северната хемисфера почнува пролета. Денес сме сведоци на редок астрономски феномен за темнување на сонцето. Неколку амбасадори денес престојуваат во Штип. Имаа средба со градоначалникот Илчо Захариев и со бизнис заедницата, а посетија и дел од знаменостите во градот. Меморандум за соработка меѓу општините Кочани и Китила Романија потпишаа градоначалниците Радко Димитровски и Емилијано Преа. Денес на северната хемисфера почнува пролетта. 15 минути пред полноќ кај нас стартува пролетта, а на јужната полутопка есента. Денес сме сведоци на еден редок астрономски феномен, затемнување на сонцето, што деломно се види и кај нас. Збогум на зимата. Поумерено студената, не многу снежна, но врнежлива зима, не пристигнува пролетта. После 3 години и затемнување на сонцето се случи денес и зутрина. Од утре, на целата земјина топка, денот и ноќта ќе траат подеднакво, по приближно 12 часа. Всушност, поради влијанието на атмосферата и прекршувањето на сончевите зраци низ неа, денот ќе трае за околу 10 минути подолго. Интересно е што денес и зутрина во 9 часот и 37 минути го видовме делумното затемнување на сонцето, а преку ноќта ќе биде феноменот на супермесечината. Астрономското друштво препорачува овој природен феномен да не се гледа со голо око и да се слика со посебни филтри на фотоапаратот, бидејќи може да дојде до оштетување на очите. Според тоа, следните 3 месеци или поточно 92 дена може да уживаме во пријатните пролетни денови. Всушност, според прогнозите, веќе од 25 март ќе дојде до позначително затоплување со дневните температури повисоки од 20 степени. Топлото време особено ќе биде изразено во месец април. Синоптичарите за денеска најавуваат сончево време со умерена облачност и умерен северен ветер. Поплане во североисточните делови ќе има услови за краткотрајни врнежи од дожд и снег. Температурата ќе се движи од 3 до 9 степени. Амбасадорите на Србија и Босна и Херцеговина денес престојуваат во Штип. Утринава имаа средба со градоначалникот Илчо Захариев, а потоа посетија дел од културно-историските знаменитости во градот, како уметничката галерија Безистен, заводот музеј, галеријата на икони во храмот Свети Никола и музеот во Новосело. Амбасадорите денес имаат средба и со бизнис заедницата од регионот. Кога на дипломатите ќе ми ја покажете земјата со сите незини убавени традиција и историја, развивате ни позитивни чувства, така што дипломатите кога се враќаат во Македонија, тоа позитивно чувство за земјата го пренесуваат во своите домицилни земји. Значи, запознавање со убавината на една земја, кај странците е една мисија, добротворна мисија, која понатаму има големи резултати во иднината за промоцијата на една земја. Македонија е мала земја со преголема историја и традиција и што повеќе се слуша за нејзи, што повеќе се развиваат позитивните чувства за таа земја, толку е подобро за нас. Денес во Кочани, градоначалникот Радко Димитровски и градоначалникот на романската општина Китила Емилијано Преа потпишаа меморандум за пријателство и соработка. Целта е да се создаде продуктивна и долгорочна соработка, како и пријателски односи помеѓу општините Кочани и Китила во повеќе области на действување. Јавното здравство во општините од крајниот исток се соочува со недостиг од специјалисти педиатри. Здравствениот дом во Пехчево веќе година и пол нема педијатар кој ќе го води тимот за превентивна заштита, односно за систематски прегледи и вакцинација на децата. Година и пол јавното здравство во Пехчево работи без педијатар. Превентивниот тим за систематски прегледи и вакцинација го нема потребниот специјалист за да ги прегледува дечињата од Пехчево, откако единствениот доктор педијатар од оваа општина, доктор Нада Симовска, замина во пензија.
Работата на педијатар во јавното здравство е и повеќе од потребна. Неговото значење најмногу го имаат почувствувано родителите на малите деца кои немаат каде да ги однесат своите деца на преглед. По заминувањето во пензија на докторката педијатар, кој го водеше превентивниот тим, систематски прегледи и вакцинации во здравствениот дом Пехчево, на подрачјето што го покрива здравствениот дом, но по незиното заминување се јави потреба објективна си постои веќе и затоа ние распишавме конкурс и од докторите од итната медицинска помош испративме докторка на специјализација по вонболничка педијатрија за работа во здравствен дом. Решение за недостатокот од педијатар во Пехчево е новата специјализација која е во тек веќе неколку месеци. А во меѓувреме, јавната здравствена установа од Пехчево недостатокот од доктор во превентивната заштита на децата го надополнува со доктор од итната медицинска служба. Овој период, додека да се врати докторката и кога докторкава замина во пензија, се снаоѓаме со докторите од итната медицинска помош, кои беа и тие во недостаток, али сега имаме веќе 5 тима од наредниот месец, така да еден доктор ќе биде посебно назначен за да ги води систематските прегледи и вакцинациите во тој оттел. И јавното здравство во Делчево една година работи без доктор педијатар. Во Берово, докторот педијатар истовремено е и менаџер на здравствената установа. Според познавачите на оваа проблематика, грешката е направена уште во самата реорганизација на здравството, затоа што специјалисти педијатри работат како концесионери во приватни ординации со пациенти од сите возрасти. Традиционално, општина Пробишти почетокот на пролетта го слави со манифестацијата Зелникот на баба. Со познатиот лесновски зелник, пробиштипјани денес ги пречекуваат гостите од цела држава. Освен вкусна храна, Зелникот на баба во Пробиштип е пропратен со богата културно-уметничка програма, а собраните средства имаат хуманитарна намена. Денес во Штип се одржува форум со работодавачите на тема со подобри политики до повеќе вработување во бизнис секторот. Во организација на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Македонија, во Штип се одржува инфосредба со младите за можностите за вработување и самовработување. Први позначајни успеси постигна младиот пинг-понгарски клуб Винспин од Виница. На државното првенство во Куманово Винспин освои сребрен медал за двојки и бронза во поединечна конкуренција. Пинг-понг клубот Винспин од Виница по година и пол од своето постоење ги донесе и првите медали. 23-тото државно првенство во пинг-понг во Куманово го заокружи со освојување на сребро и бронза. Трето место има освоено Васе Стојменовски и во конкуренција значи пионери двојки има освоено сребрен медал. Тоа се Андреј Иванов и Антонио Пецов. Значи се надеваме дека тоа нема да бидат последни успеси на клубот, дека имаме солидно, значи имаме сала на користење која значи непрекинато можеме да ја користиме 24 часа. Благодарение дадено од општина Виница. За младите пинг-понгари првите успеси се повеќе од мотивирачки. Овој спорт ми стана интересен, така. Мојата цел е да станам најдобар во Македонија. Во клубот моментално има 10 активни членови пионери кои секојдневно ја совладуваат вештината на магијата на пинг-понгарското топче. И следниот предизвик за кој се подготвуваат е младинското првенство во Штип. Клубот, кој засега ја има поддршката од неколку приватни фирми во комплетирање на опремата и условите за тренинг, е отворен и за нови членови кои имаат амбиции да се докажуваат во овој спорт. Ова е се во планедневните вести на Канал Плюс. Повеќе содржини за денешните случувања на истокот гледате во дневникот во 16:30. Пријатен ден до тогаш.